Владата на Република Македонија на последната седница донесе одлука за уште една субвенција, трета поред наменета за оризопроизводителите. Оние кои што имаат пријавено капацитети, земјишни капацитети до 2 хектари. Оние кои што имаат земјоделско земјиште на кои што одгледуваат ориз до 2 хектари, ќе добијат по 5 денари дополнителна субвенција за предаден килограм оризова арпа кај откупувачите во период од 1 јули до 31 јули, значи собствените количини кои што ги имаат на залиха треба да ги предадат во откупувачките центри, во откупните центри и по завршувањето на овој период од 1 јули до 31 јули, а најдоцна до 31 август, заедно со целата документација, со откупните белешки, со кантарските белешки, треба да се пријават во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во подрачната единица и да аплицираат за добивање на дополнителната субвенција. Земјоделците кои поседуваат од 2 до 10 хектари ќе добијат по 4 денари за килограм предадена арпа кај откупувачите, додека земјоделците кои поседуваат над 10 хектари земјоделско земјиште на кои одгледуваат ориз ќе добијат по 3 денари за килограм предадена оризова арпа кај откупувачите. Посредбата со оризопроизводителите, Костадиновски информира дека според направените анализи од реколтата 2015 се откупени 12.000 тони ориз, од кои количини 3,5 тони стојат се уште во магазините на откупувачите. Во амбарите на оризопроизводителите се наоѓаат од 8 до 10.000 тони ориз кој чека на откуп. Производителите на ориз од општина Чешиново Облешево ја поздравија оваа мерка. Бидејќи оваа мерка има двоен ефект за нас како оризопроизводители. Прво, оризот нема да ни се земе по ниска цена, ќе ни се земе по повисока цена. Тоа е првата и основната работа, бидејќи оваа дополнителна мерка се го зголемува буџетот на оризопроизводителите. Втората мерка која е многу битна за нас, откупувачите на ориз ќе имаат адекватна цена со која ќе можат да настапат на извозните пазари и ќе го извезат оризот, со тоа ние како оризопроизводители нема да стрепиме дека на есен ќе имаме заостанати залихи и ќе имаме проблеми со пласманот на оризот. По трет пат, значи, земјоделците субвенции добиват и мислам дека ова е најдобрата мерка што може да се случи во земјоделието. Оти ако останеа залихи, ние во октомври ќе се соочуваме со уште поголем проблем. Значи арпата немаше ни 10 денара да биде. Благодарение на оваа мерка мислам дека состојбите ќе се подобрат. Од наредната недела Костадиновски најави одржување на трибини во повеќе населени места во општините од истокот, каде што се одгледува ориз, со единствена цел преку укажување на земјоделските стручњаци да се произведуваат квалитетни и доходовни сорти на ориз.